Здраво, драги мои! Добро дојдовте во семејна соба, заедно со мене Александра Мишовска. Како сте ми? Се надевам дека сите ве наоѓам во добро здравје. Пред се, добро дојдовте на оние кои што веќе редовно ме следите и ме гледате и топло добре дојде на новите гледачи и наши следбеници. Како сте ми денеска? Јас се чувствувам одлично. Денешната тема ќе ни биде парентифицирани деца. По контекст на родителството, бидејќи сметам дека е доста сложена и комплексна тема, сакам да продолжам, па денеска ќе говориме за ваквиот тип на деца. Да видиме што значи тој поим, што означува. Видете, парентифицирано дете или дете кое што е родител на својот родител. Па да започнеме. Како што самиот поим кажува, парентификацијата значи детето ја зазема улогата на својот родител. Не дословно физички дека тоа станува возрасен личност, но ги презема сите негови улоги. Па да видиме. Видете, парентификацијата може да биде, да ја наречеме или да се состои од два дела, таа е практичната, која што се однесува на оној физички оддел кој што детето ги презема врските дома. Па како изгледа еден ден да опишеме на такво едно дете? Видете. Тоа дете пред се мора да се грижи во домот за сите, од најмалиот до најстариот. Подготвува храна, се грижи за своите сиблинци, браќа, сестрички, ги подготвува за на училиште, им ги подготвува ранците, можеби им подготвува сендвичи, готви, чисти, пере, пегла. Се прави. Понатаму, тој е тука постојано да се грижи да сите во семејниот дом бидат во добра состојба, односно семејната атмосфера да биде на ниво, хомеостазата да биде одржана. Имаат чувство или се преплавени со чувство дека мора секогаш се да знаат. Кога одмараат и во тие ретки моменти на одмарање, постојано кај нив е проплатено чувството на вина. Значи, они немаат простор за одмор. Верувајте дека понекогаш тие се и главните финансиери дома, главните финансиски советници, кои што кажуваат што ќе се купи, кога ќе се купи, што ќе се заштити и така натака. Но како се чувствува детето? Што мислите? Вака како го погледнеме ние одстрана, можеме и ќе добиеме или ќе имаме впечаток дека станува збор за зрело дете, силно дете, способно дете, мирно дете, снаодливо дете. Но тоа дете во себе, без разлика за кој пол и род говориме сега, во себе постојано чувствува силна анксиозност, силна вознемиреност. Е преплавен од страво да не направи никаква грешка, никаков погрешен чекор. Како ја мери својата вредност? Што мислите? Мојата вредност е еднаква на она колку сум ја достапен и колку јас давам на другите. Сега, продолжуваме понатам. За практичната родителизација веќе ви кажав. Продолжуваме кај емоционалната, оној вториот дел од контекст, односно втората страна од паричката. Тука детето станува родител на својот родител. Што значи тоа? Тој треба емоционално да биде достапен за него постојано, да му дава поддршка. Во која насока се одвива таа поддршка? Детето пред се мора да научи да слуша, да утешува, да внимава на расположението на својот родител, односно да го регулира неговата емоционална состојба, да биде силен и во ситуации и во состојби кога и самото дете има потреба да биде заштитено. Значи, родовителот се доверува за брачните проблеми. Значи, раскажува за партнерот, партнерката, апсолутно све раскажува. И очекува детето да биде возрасно, да го разбере, да го уважи и прифати и да даде некој корисен или практичен совет. Па кои пораки ги праќаат ваквите родители? Ти си ми мене се во животот. Ја без тебе не можам. Јас без тебе не умеам. Ако те немам тебе, јас не знам што би правел, што би правела и така натака. Верувајте, овие деца многу тешко и во исклучителни ситуации кажуваат не. Ти имаат постојано се преплавени со некаква чувство и на вина и на грижа дека ако нешто било која ситница ја направа за себе и она кој што навистина им треба да задоволат некоја своја потреба, они чувствуваат огромно чувство на вина. Морам вели да внимавам на сите за да бидам безбедна и безбедна. Па вашето дете, драги мои, нити е ваш партнер, нити е ваш терапевт, нити е ваша утеха, нити е ваш емоционален старател. Што се случува со овие деца подоцна во животот? Што мислите вие? Како се однесуваат? Какви релации остваруваат? Пред се, она што морам прво да го кажам. Многу тешко дека ваква личност во иднина ќе побара помош.
Во исклучителни ситуации, ако не кажам и во смртно или животно загрозувачки, можеби тогаш во тие случаи попарале. Како што напоменав, не одмараат, бидејќи постојано се обкружени со чувството на мина, автоматски ја преземаат секоја одговорност на себе, во домот, за сите членови. Значи, автоматски ја преземаат одговорноста на својата кожа, затоа што тие се спасителите во домот, они се регулаторите на семејната хармонија. Чувствуваат постојано дека мора да бидат силни, да бидат достапни, елоквентни, постојано да скенираат, да пратат, да следат, да не можеби некого нешто му недостасува, нешто му фали, некој е тажен, нерасположен и така натаму. Преплавени со огромно количество на анксиозност. Верувајте, да се биде мало дете во чевлите на возрасен човек е на вистина исцрпувачки. Колку сила трошат, колку енергија трошат овие деца на дневна основа. И постојано имаат некакво чувство на преплавеност од тугите емоции. За своите па да не ни зборуваме, те дали имаат простор, што мислите ви, имаат ли они простор да седнат денеска да одвојат 5 минути во денот и да размислуваат за своите потреби, да ги валидизираат своите чувства, да ги анализираат. Понатаму, во иднина, ваквите личности привлекуваат емоционално недостапни луѓе. Затоа што ако они постојано имале чувство дека они се спасителите во животот и понатаму во животот ќе бараат партнери кои што имаат постојано потреба од нешто да бидат спасувани. И детето станува, значи внимателно, кажавме, на секоја промена на атмосферата и се чувствува одговорно за секој член, за секој да го одржи семејната хомеостаза. И ги потиснуваат своите чувства, своите потреби. Зошто? Сакам сега вака да прашам, едно директно прашање. Ако некој од вас можеби се пронеде во оваа улога, а сакам да ве прашам, кога можеби формиравте свое семејство, сега веќе сте, нели, мајка, татко и така натака. Какви се правилата во вашето семејство? Важат ли истите ставови? Постојано ли сте вие спасителот? Постојано вие ли ускокнувате во сите проблеми, во сите ситуации и така натака? Многу би сакала да ги слушнам вашите коментари и размислувања. А за следната епизода ќе зборуваме за другата страна од паричката, односно ако од оваа страна ни седат парентифицираните деца, однака мирни, спокојни, доследни и можеби емоционално посозреани од својата возраст, од другата страна се оние немирковците, или што би рекла јас, шерифите дома. Но затоа подоцна. Со нетрпение, очекувам следната епизода. Се гледаме, довидување!